Здраво, здраво и добре дојдовте во нашето мало домаќинство. До сега неколку пати сме имале прилика да се дружиме и да ве угостиме во нашата кујна, дневна, во спалната. Тоа ви е некако така, каде сме, кога ќе се вклучат камерите, таму и ќе си останеме до крајот на емисијата. Денес само овој дел од нашата куќа го исчистивме, па бидејќи е најрепрезентативен, тука и ќе си поседиме. Јас сум Зока Црношија и сум домаќин на оваа емисија, во која одиме на гости кај наши драги лица од јавниот живот, за да украдеме нешто од нивните манири, да се инспирираме од нивните постапки, да научиме нешто од тоа како си го уредуваат домот или како си го менаџираат живеењето и секако да примениме нешто од нивните совети во нашето живеење. Во оваа емисија, освен што одиме на гости, дополнително и ги наградуваме сите домаќинства и мали бизнис корисници кои што имаат доставено лични податоци до Ева на Македонија, односно име, презиме, адреса и матичен број. Наградите се: еден вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија, наменет за купување на апарати за домаќинство, 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари од Нептун Македонија, наменети за купување на апарати за домаќинство и 20 сетови за енергетска ефикасност составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Со вредносните ваучери ќе си овозможите нови енергетски ефикасни апарати за домаќинство или канцеларија, а со сетот ќе ја контролирате потрошувачката на електрична енергија. А кој не сака помали сметки? Помали сметки секогаш полесно се плаќаат. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Ете, како човек треба се да си држи уредно дома. Ете, ова е моето домаќинство. А оваа недела бевме на гости кај Сара Меис и Димитар Атанасовски. Супер пар, добар вајб, одлични домаќини. Дома имаат пес, харфа и робот што чисти и се мислам што од тоа највеќе ме импресионираше. Но сепак мислам дека е харфата и начинот на кој што Сара свиреше. Погледнете. Скок бе. Ела со мене, ела со мене. Ела со мене. Ела со мене. Ај долу, седи. Ај здраво, ај со другата. Ај лежи долу. Не. Ајде. Во домот на Сара и на Димитар сме. Ептен ми е кејф што не примивте, ептен ми е кејф за вашето расположение да бидеме тука. Едни од омилените парови на сцената сте ми и ми е кејф што сте заедно. И ми е кејф што сме ние кај вас. Баш ни е драго што вака можеме да ве угостиме денеска да не бидете гости и да споделиме убав муабет со вас. Нас уште повеќе ни е кејф дека сте наодбрале. Го креиравте ова живеалиште или овој дом, или предпоставам дека се уште го надоградувате, имајќи што на ум? Каков дом сакавте или што е она што го прави вашиот дом ваш? Па мислам дека најважно нешто е да имаш позитивна енергија во домот. Јас мислам дека станав влачи стварно многу позитивна енергија, секогаш сум го мислела тоа, дали дека е на источна страна. Мислам дека е најважно да ти биде пријатно, да ти биде убаво, да ти биде позитивно, да го грее сонце, да слушаш птиците како пеат, да нема многу трафик джем, коли да се слушаат, барем на мене тоа ми е важно. Исто така мислам дека е важно да ти е средено, пријатно за да имаш убава работна атмосфера, пример ако свириш дома. Да. Мислам дека најубавата работа во домов е тоа што не мора нешто посебно да се трудиме за да биде така како што двајцата сакаме да биде. Каков е животот тука за разлика од да речеме некој по урбани подрачја од градот? Так. Чувствувате ли некако дека сте поспокојни, да речам, не знам, утрата ви се поинакви, вечерите се поладни, потопли, за разлика од центарот на градот? Пред се го сакам Скопје и го сакам Припор. Највеќе успех последнава година. Тука ми се свија тоа што на некој начин сме на поприродна средина. Има помалку улицата е многу помалку прометна. Значи јас живеев на Трета македонска бригада, каде што Ја знам Трета македонска бригада. Non-стоп слушаш коли.
Од двете страни бевме обкружени со згради и воздухот, можам да поинаков, кажам, точно, воздухот да. мене ми е поинаков. Мене, а и на Димитар, мислам дека ни е многу поважно да сме во периферија отколку во центар, па колку и да е тоа, нели, да треба да патуваш подолго, да ја трпиш гужвата у град, трпиш. Да. Јас мислам дека Важно ова така, мирот да, да ти еден биде- одличен бафер од стресот, Да. да човек кога ќе дојде дома малку се изолира и да каже ете, ова е тоа место што сега ќе ме опушти. Јас мислам дека и генерално тоа е и поентата на домот. Значи домот треба да биде храм во кој што се полнат батериите и во кој што се уживаат работите што Не не можеш прават во остаток- срекни. така е, да. И не може да ги правиш во остатокот од денот кога нели одиш на работа, стресни ситуации. Ја живеев во централно Да. градско подрачје, ја живеев на плоштад. Имаше еден жолт знак што ми светеше у соба и без него не можев да заспиам. Кога дојдов овде, мене ми требаа 3 месеци. Жолтиот знак кај Да, ми е. да се адаптирам, да немам гужва, да немам урлање, да немам дерење пред зграда и да немам светлина за да можам да спијам мирно. Готвите ли? Кој чисти? Кој го одржува станот? Помагаш ли? Па, Како Сара сте нека организирани каже. за ова домаќинство? Вака Сара нека каже. Значи, за готвењето, мислам дека Димитар е многу поталентиран од мене. Јас имам имано некои обиди, кои што Ама биле имат снемано желба. полууспешни. После тоа. Така, не знам, од никогаш, од секогаш, односно, сум се доживувала себе си за неталентиран готвач. Не знам, некако Димитар едно време ми ја пробуди желбата да нешто сготвам. Да се обидете. За него. Аха. Арно, ама после тоа и изгледа сватив дека не ми е местото кој не престанав. Димитар знае да прави некои многу убави специјалитети. Знам, памтам дека уште на почетокот на нашата врска кога ми рече лазања ќе ти правам, викам ти немаш шанси да знаеш да правиш лазања. Стварно ја направи преубава беше. А за чистењето, чистиме двајцата скроз рамноправно, скроз подеднакво, мислам дека така. Сакаме да делиме обврски, не живееме во време кога нели жената треба да биде Преурбани домакинка, а мажот треба да биде тој што не знам оди на лов, туку напротив сакаме да имаме еднакви права и дома, gender equality да имаме. Да. Кој ви е омилен дел од домот? Кој е ви е омилено парче мебел, еве да кажем? Нешто што го сакате, нешто што ете кој ќе влезете сигате. Сеа ова кој ќе си направам. Ја може за Сара да кажам. Да. Столчево за харфати. Омилен дел од мебел. Пошто со него поминува дел од времето, него или со мене. Ја можам за Атос да кажам. Креветиве, а не неговото креветче, Да, него да, да. нашиве кревети од него. Така да. А на тебе е спалната. И терасата ни е на сите, Да. мислам дека е омилена. Дефинитивно ќе е гледано како многу компромис, убав како дел за од сите реалноста заедно е на таа. терасата. Живеете динамичен живот со многу обврски и одговорности кон надвор, но еве кон домот вашите обврски и одговорности, како ги рационализирате трошоците, штедењето, па и храната во фрижидерот, како го менаџирате тој дел од еве од вашето домаќинство? Мене многу ми беше тешко кога требаше со Сара да се договориме што ќе купиме за фрижидер, зашто јас сакам да има во фрижидер 3 различни врсти на кашкавали, вакво сирење, такво сирење, да има 5 кила овоше и да е полн фрижидерот, да го така, видам да. дека е Да. полн, дури и не ладена да не сум дома. И мислам дека најголемата лекција во однос на тоа од Сара ја научив е дека треба да купуваме оно колку што ни е доволно за да го изедеме, а не за да го фрлиме. А во поглед на трошоците, внимаваме како ја користиме енергијата, пред се заради тоа што мислам дека тоа е наша обврска кон природата и кон општеството, затоа што е општествена одговорност да рационално трошиш работи бидејќи нели се ресурси кои што не се обновливи, кои што се прво не малаат по джепи се трошок, но и зошто да ги трошам кога можам ако внимавам да ги скратам. Фала ви многу што бевте гостопримливи, расположени. Фала за се што не почастивте и фала за разговорот и за се што споделивте со нас. Убаво е кога имаш место каде што можеш да направиш пауза од секојдневието. Со услугата Траен налог, бидете сигурни дека фактурите за електрична енергија секогаш се платени на време,
без разлика дали се за вашата викендичка или дом. Побарајте повеќе информации за траен налог на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Им благодарам на Сара и на Димитар за гостопримството и за одвоеното време за нас. Поздрав, дечки! А сега да се фокусираме на извлекувањето на наградите. И денес, во ова 6-то коло, доделуваме награди за сите корисници со ажурирани податоци од базата на Евана, избрани по случаен избор. Еве прилика да ве потсетам да ги ажурирате своите лични податоци и само со точни и ажурирани податоци ќе се квалификувате за учество во ова извлекување. Податоците можете да ги ажурирате со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци, достапен во кој било наплатен пункт или приемна канцеларија на Евана. Исто така е достапен и на сајтот на Евана. Дополнително, истиот формулар ќе ви пристигне и со следните фактури за електрична енергија. Ако податоците не ви се ажурирани денес, ажурирајте ги за следното извлекување следната недела во истото време. А додека да почне извлекувањето, во наредните минутка-две, проверете да не заостанала некоја неплатена сметка од Евана. Добитниците во оваа наградна игра се влечат преку електронско, односно компјутерско извлекување за чија точност се грижи жири комисија составена од представник од Евана, представник од Публицис и нотар. Нема ништо што не спречува. Ајде да почнеме. Прво извлекуваме вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија, наменет за купување на апарати за домаќинство. Ајде да видиме кој ќе биде добитникот на оваа награда. И еве во исчекување сме на корисникот кој што ќе добие 100.000 денари од Нептун Македонија, значи вредносен ваучер. Ќе го видиме наскоро на екранот. Еве го, тоа е корисничкиот број 000755591. Корисникот е од Скопје, поточно од Чаир. Му честитам на добитникот на вредносниот ваучер од 100.000 денари, а сега извлекуваме 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари од Нептун Македонија, наменети за купување на апарати за домаќинство. Го чекаме првиот добитник на ваучер од 30.000 денари и еве го на екранот. Тоа е корисничкиот број 0024362996 од Тетово. Во исчекување сме на вториот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари и еве го на екранот. Тоа е корисничкиот број 000887793. Корисникот е од Карпош од Скопје. Ајде да видиме кој ќе биде и третиот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Еве го, тоа е корисничкиот број 004975285. Корисникот е од село Ајдучка Чешма. Им честитам на срекните добитници и убедена сум дека ги доделивме во вистинските раце. А сега на екранот ќе се појават сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност, составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Еве ги гледате на екранот сите 20 добитници на сет за енергетска ефикасност. Како што гледате, има највеќе корисници од Скопје, од Киселавода, Центар, Аеродром, повторно Киселавода и Бутел. Освен од Скопје имаме добитници и од Битола, Подгорци, Прилеп, Велес, Гостивар, Дебреште, Битола, Виниче, Велгошти, Охрид, Неготино и од Добридол кај Врапчиште. Драги мои, извештајот од ова и од секое наредно коло ќе го најдете на интернет страницата evana.mk во рок од 3 дена од извлекувањето, што значи дека ќе биде аплодиран веќе кон крајот на оваа недела. Таму ќе ги најдете извештаите од сите минати кола, па ве молам проверете да не сте добитник во некој од 5 извлекувања што досега поминаа. При подигнување на наградите, 9-цифрената шифра треба да соодветствува со добитните кориснички броеви, а при подигнување на наградите носете со себе лична карта или пасош. Јас секогаш носам со себе пасош и затоа сега веднаш одам на граничниот премин од другата страна на камерите. До следната дружба на истото место и во истото време. Добра ноќ и имајте убава вечер.